Благодарам на прашањето. Ова е актуелна тема и која што навистина сметам дека беше даночната реформа и важно прашање, меѓутоа и добро сработено. Новиот концепт на даночна реформа е подготвен врз основа на бројни аналитички и емпириски истражувања и пресметки со вклученост на сите заинтересирани страни од Министерството за финансии, кој спроведе отворена дискусија и дебата со експертската јавност, со академската заедница, со бизнис заедницата, со синдикатите, со невладиниот сектор, со политичките партии, како и со компаниите во стопанските комори. И ова е многу важно да се потенцира и да се знае дека концептот е донесен низ инклузивен процес со диалог со сите засегнати страни. Целта на самиот концепт на даночна реформа е дел од стратегијата за реформа на даночниот систем 2021-2025 година, а тоа е праведен, ефикасен и модерен даночен систем кој овозможува стабилни приходи, економски раст и подобри услуги за граѓаните. Ќе повторам дека со новата даночна реформа не се предвидуваат нови даноци, не се предвидува зголемување на даноците, односно данокот на личен доход останува со една стапка од 10%, се укинува прогресивното одоночување кое што требаше да стапи на сила 1 јануари 2023 година, данокот на добивка останува 10% и не се зголемува, и данокот на додадена вредност 18 останува 18% и не се зголемува. Каматите на депозитите и штедните влогови, иако решението требаше да стапи на 1 јануари 2023 година, нема да се одоночуваат. Ова нова даночна реформа поставува ревидирање на даночните ослободувања, проширување на даночната основа и крајно сузбивање на неформалната економија, со што секој ќе го плати својот фер дел во буџетот и при тоа ќе се намали предноста кои што некои ја имаат заради даночните ослободувања и нееднаквиот третман на либералниот пазар. Во однос на вашето прашање, кој што се однесува на иницијативата за воведување на данок на екстра профит, како што знаете и самите, постои иницијатива за воведување данок на екстра профит, кој што во различни држави носи и различно име, можеби кај нас финално ќе има друго име. Во Хрватска, например, се нарекува солидарен придонес од страна на компаниите кои што остваруваат екстра профити. Такво слично име имаат и во други држави, такво име се среќава и во литературата. И сметаме дека воведувањето на ваков данок може да биде во прилог на државата во време на криза. Овој данок не е непознат и не е ништо ново, и таков данок имаат воведено и други земји. Јас веќе ја споменав Хрватска, меѓутоа и јас сум бил сведок на воведување на вакви даноци во други држави кога сум работел во време на криза, например на светската финансиска криза, кога и во Унгарија се воведуваше ваков данок. Накратко, со неговата имплементација би се оданочувал екстра профитот, затоа што во време на криза одредени компании од различни индустрии, како резултат на инфлацијата, како резултат на растот на цените, остварија екстра профит и тој профит сметаме дека треба да се оданочи. За оваа иницијатива веќе се разговара со Стопанската комора, затоа што сметаме дека ова е важен процес во кој треба да бидат вклучени сите на кои што се однесува. Се води дискусијата за нов вонреден данок на екстра добивка по примерот, значи, на европските земји. Доколку се одлучи да се воведе вонреден данок, би се однесувал на компании што имаат над 10 милиони евра приход на годишно ниво. Тоа е приход кој што е за 20% повеќе од 4 годишниот просек и ќе предвидува дополнително одоночување само на екстра приходите над тој 4 годишен просек. Даночната реформа не беше само за фискални приходи, туку се базира на стратегијата за даночна реформа кога беше донесена од страна на владата уште во декември 2020 година, каде главни цели на таа стратегија, како што веќе кажав, се да се воспостави еден даночен систем кој ќе овозможи одржлив, инклузивен и забрзан економски раст,
врз основа на нови технологии и подобрување на ефикасноста во даночниот систем. Како приоритетни аспекти, области и принципи на таа стратегија беа правичноста на даночниот систем, што оваа даночна реформа го исполнува, ефикасност, ефективност и транспарентност, што исто така ги исполнува, како и зелениот концепт на даночното научување, кој што го одложивме со оглед дека се уште се наоѓаме во време на економска и енергетска криза. Во првата фаза на реформите се презентирани реформите на даночната политика, односно на три даноци: данок на личен доход, данок на додадена вредност и данок на добивка. Пристапот за да се обезбеди поголема правичност беше да се зголеми даночната база, а при тоа да не воведеме нови даноци и зголемување на постојните даночни стапки. Јас ако овде почнам да објаснувам, тогаш ќе ви кажам само еден факт. Прво, ние имаме најниска стапка на данок на додадена вредност во целиот регион, номинална, а ако се земе ефективната стапка на данок на додадена вредност со сите ослободувања кои што биле направени во текот на изминатите години, како резултат на кризи, како резултат на лобирање на различни заинтересирани страни, ефективната стапка на данок на додадена вредност во нашата држава е 10,15%, што ја прави уште пониска во однос на сите земји во регионот. Меѓутоа и учеството на данокот на додадена вредност во бруто домашниот производ го прави најниско во однос на сите компаративни држави со кои што се прави споредба. Даночната база се предлага да се зголеми на две основи, и тоа го вклучи даночната политика. Едниот основ е намалување на сивата економија, зашто имаме посебна стратегија за борба против сивата економија, и вториот аспект е преку намалување на така наречените даночни трошоци или даночните ослободувања, или ревидирање на листата на даночни ослободувања. И на пресконференциите кои што ги држеше и министерот за финансии, кои што ги држеше и вице-премиерот за економски прашања и јас, сите граѓани може да се уверат дека по повластени стапки од 5% во државата се продаваат исклучително луксузни производи кои што нема потреба да бидат оданочувани со толку ниски даночни стапки. После расправата за даночните реформи со сите институции и организации кои што ги набројав, има ревидирање на неколку мерки. Првата листа беше некаде околу 54 мерки во даночната политика. Кога се зедоа сите забелешки, коментари, кога се изанализираа дополнително околностите во енергетската и економската криза, тогаш таа листа се намали. Истовремено нормално се преговараше и со Меѓународниот монетарен фонд и со другите финансиски институции со кои што имаме билатерална или мултилатерална соработка низ годините и каква што ќе биде и во иднина. И тогаш дојдовме до даночна реформа која што опфаќа мерки и кои што имаат ефект некаде околу 70 милиони, 76 милиони евра, кој што ќе биде фискалниот ефект. Се надевам дека сте задоволни од одговорот на прашањето и благодарам на истото.